Благодарам. Голем поздрав на сите, почитувана амбасадорке Галове, Dear Rachel, почитувана директорке Малевска Сачмаровска Драга Неда, професоре Арменски Драг Гоце. Вистина ми е мило што и задоволство ми е што имам прилика да го отворам овој настан, со кој што верувам во се почнуваме една убава успешна дигитална приказна која што ќе донесе подобра и поефикасна услуга за невладениот сектор, како и за единиците на локална самоуправа, училишта и други субјекти кои што се корисници и имаат интерес овој процес да биде брз, ефикасен и едноставен. Јас неодамна во Атина на Делфи форумот имав прилика да се разговарам и да се запознам со грчкиот министр за дигитализација Пиеракакис, кој што за многу кратко време ми објасни колку Грција дигитализирала од услугите за граѓаните и колку им го поедноставила животот. Да речеме, за раѓање на бебе, граѓаните физички морале да одат во 5 институции, кога купуваат куќа, одат во 22 институции. Денес сето тоа е дигитализирано на една платформа која нуди 1152 дигитални услуги. Мислам дека ова е работа што мораме да ја направиме како општество, како држава. Ние во СЕП имаме една услуга, директна, токму оваа, и затоа мило ми е што почнуваме со ваков чекор. Регистрацијата на проектите финансирани со неповратни парични средства од странски донатори, грантови или донации, е особена важна, бидејќи е услуга на СЕП наменета за пред се граѓанскиот сектор, но и други субјекти, преку која се остварува директен контакт со нашата институција и влијае како сме перцепирани од вашата страна. Апликацијата за електронско поднесување барања и издавање на потврди за регистрација на проекти има исклучително значење како прв чекор во целосната дигитализација на ЦЕДАТ базата и многу сум благодарен на поддршката од британската амбасада и експертизата на Центарот за управување со промени во развивањето на оваа услуга. Се сеќавам кога се видовме на почетокот на овој мој мандат во владата, го договоривме ова и затоа посебно ми е мило што денес ова се реализира и почнуваме со оваа дигитализација. Електронската услуга за регистрација ќе обезбеди побрз и поедноставен пристап во целокупниот процес на регистрација на проекти, преку избегнување на физичко поднесување на документацијата потребна за да се регистрира проектот во базата, скратување на чекори за изработка на потврда за регистрација на проектите и на крај лесен пристап до изработениот документ со што ќе се скрати непотребното губење време за поднесување, обработка и конечно преземање на документот од страна на сите организации кои се јавуваат како имплементатори на проекти финансирани од странски донатори. Имајќи предвид дека во СЕП секојдневно се поднесуваат повеќе од 20 барања за регистрација на проекти, со самиот процес на дигитализацијата не само што ќе се обезбедат поквалитетни услуги, туку и ќе се влијае на брзината на постапување по предметите и секако до мене ќе стигнуваат веројатно помалку ургенции таму каде што сме доцнеле или доцниме. Верувам дека со воведувањето на оваа дигитална услуга ќе обезбедиме поголема ефикасност, успешно менаџирање на влијанието на човечкиот фактор и надминување на застоите и проблемите со така наречената институционална меморија. Еден важен чекор што треба да се направи за ова да биде комплетно дигитална услуга е поврзување на електронската услуга со системот на управата за јавни приходи. Имавме некои иницијални разговори, институциите традиционално си ги чуваат во наводници датабазите,
Така што ќе треба да најдеме решение за овој следен чекор за комплетно целата услуга да биде дигитална, бидејќи ние во моментов почнуваме со дигитализација на услугата апликација и СЕП, меѓутоа потврдата од СЕП потоа се разбира треба да оди во управата за јавни приходи. Дигитализацијата на процесот ќе придонесе и до поквалитетно следење на исполнувањето на стратешките приоритети на државата од аспект на нашата европска агенда, како и подобро планирање и координација на странската помош, нешто што е законска надлежност на нашата институција. Електронската регистрација на проекти е само еден сегмент од СЕДАТ базата, на чија дигитализација и врзување со стратешките приоритети од другите модули на интегрираната НПА платформа се работи со цел подготовка на интегрирана НПА платформа за управување со процесот на преговори, со која ќе се надградат постојните бази и ќе се развиват нови функционалности и оперативни системи. И ова на некој начин обезбедува подобро искористување на ИПА средствата и е подготовка за структурните и кохезионите фондови. Ќе завршам со една информација дека сме во финална фаза на лансирање на еден проект со Естонија, земја членка што географски не ни е многу блиску, меѓутоа е модел за се што е дигитално и во Европската Унија, но и пошироко од тоа, веројатно во глобални рамки. Така што преку една естонска институција ќе имаме партнер и ментор во оваа важна област. Има некои предуслови што ќе треба да се исполнат. Обично кога зборуваме за дигитализација, луѓето мислат на технологија. Меѓутоа дигитализацијата значи и владење и легислатива. Има чекори кои што ќе треба да ги направиме и советите од Естонија, овој успешен грчки пример ќе ги земеме предвид за да направиме брзи чекори напред во оваа област. Не е само скратување на време и поедноставување на животот и на граѓаните, и на деловниот, и на невладениот сектор. Истовремено се работи и за борба против корупција. Оти кога има дигитален процес, транспарентноста е многу поголема, електронските траги, дигиталните, наречеме, траги се тука, така што ова ќе биде исто така една многу успешна алатка во борбата против корупција. Благодарам уште еднаш Неда за поддршката и работата и big thank you to Rachel for supporting this important step forward. Благодарам на вниманието.